Разговорите за обнова на Македонија продолжуваат и овој викенд. Денес сме во општина Градско, каде што со жителите на оваа општина ќе поразговараме во однос на проблемите кои што ги мачат секако во секојдневното живење. Од она што досега го имав како прилика да го слушнам од жителите на општината, можам да кажам слободно дека буквално нити едно од предизборните ветувања, впрочем како и секаде низ Република Македонија, од страна на локалната власт не е воопшто испочитувано. Она што дополнително можам да го кажам, што е како огромен проблем за жителите на општина Градско е дека и покрај огромните ветувања за исплата на штетите од измрзнувањето од 2016 се уште не се исплатени и 130 семејства во општината не можат да си го остварат своето право и да го земат овој надомест. Предизборното ветување за откупниот центар за земјоделски производи, исто така една од ветувањата со кои што успеа на еден манипулативен начин да добијат поддршка од жителите на општина, но сепак воопшто не е ни почнато со изградба на овој откупен центар. Тука е и проблемот со средувањето на речното корито на мостот во село Ногаевци, кое што всушност има огромен сомнеш дека станува збор и за криминални активности, но и сериозно ја загрозува безбедноста на самиот мост. Но ова е нешто што е можеби типично во работењето на криминално-рекетарската банда на Заев, бидејќи во еден очи, во една немоќ ги гледаме како полеко отстапуваат и од оние мерки за кои што толку ревносно се бореа, кои се на штета на граѓаните, па така во последниве неколку дена видовме како пробуваат на некој начин да ретерираат и од прогресивниот данок кои што го воведоа пред известно време. Факт е дека Заев паѓа, Македонија почнува со обновата. Можеме само да порачаме на граѓаните дополнително да се охрабрат, да ни се придружат, да бидат со нас новија настани каде што ќе ни ги кажат своите проблеми, а ние како ВМРО ДПМН ќе земеме обврска за истите да понудиме решенија во новата изборна програма на ВМРО ДПМН. Ви благодарам.